Вардар, кој што во претходните две пресметки или во првото квалификацијско коло успеа да слави со 3:0 против Ла Флорида тука на овој терен, на гостувањето да одигра 2:2 и на двата меча имаше по еден автогол. Па ќе видиме дали денеска ќе има автогол, да речеме, во мрежата на Летица, на хрватскиот голман на клубата на Лозана. Петар Цајдлер во пресредново меч изјави дека 50-50 се шансите, ги гледал надпреварите на Вардар и знае што може да очекува од овој клуб, вели не сме ние фаворити, а од друга страна пак Гоце Седловски, кој што го има овој ростер на располагање, посочи дека јасно му е за каков противник станува збор, за квалитетите на Лозана, добро е анализирана, знаат кои се нивните мани, но и кои се нивните јаки страни. Чешки судии се присутни во Скопје, Доминик Стари, Јан Патак и Луис Лавичек ќе го судат денешниот надпревар. Главниот судија Доминик Стари не е непознаница за македонската и скопската публика, судеше тука на надпреварот помеѓу Шкендија и Ноах на 18 јули пред една година. Ова е составот и на Лозана. 22 сезона игра во Европа. Најтрофејниот македонски колектив со 11 праолигашки титули, со 6 куп титули, со 2 суперкупа, со вредност на пазарот од 4,5 милиони евра, за разлика од противникот кој што вреди 37 милиони евра. Тргнува Лозана во бела комбинација, јасно ви е тоа, и спречија вардарци да прослават гол. Изведен е овој корнер. Тие го врати на втора статива, шанса за 1:0, но на дворешната страна е ова. Михаил Маневски тргнува. Јанкулов. Одлично. Дриблинг, пас со лева, удар има одбрана. Мато е! Пиеше право Тодоровски, а потоа Мато го матира Летица. Пред гол во третиот надпревар во Европа. Напаѓачот на Вардар, Роџерс Мато. За него важен гол, важен и за Вардар, отвараат со 1:0 во оваа 47 минута. Мато му носи предност на црвено-црниот клуб од Скопје за многу помирни втори 45 минути, ели со можност со поладни глави да размислуваат за тоа што ги очекува во продолжениот на преварот, затоа што овој гол и тоа како ќе ги смени работите пред секај вардарци веруваа во себе, а тој ја продолжува својата голгетерска форма. Еве уште еднаш оваа акција, стигнува топката до Тодоровски, одличен дриблинг во лево, а потоа со лева бие, немоќен беше хрватскиот голман за веднаш да ја прифати, ја одби од себе и на тоа натрчува Роџерс Мато. За него четврти гол поред на последните 4 надпревари во сите конкуренции. Беше стрелец и за неговата Уганда во надпреварот со Гамбија, кој заврши 1:1, одигран на 6 јуни, а потоа постигнуваше и по еден гол. Во првиот дел Вардар доминираше, имаше 14 нафрлувања во противничкиот 16 и 11 допири во казнениот простор на Лозана, но еве сега гостинската екипа со шанса уште на стартот од второто полувреме. Ова беше близко, но одбрани на прва кај Рочи. Повеќе простор за фудбалерите во бело. Рочи низ средината. Форсирана акција, двојно проигрување, повратна, удар и 1:1. Ова 58 минута. Диаките изравнува на 1:1. Не можеше ништо да направи Давор Талевски. Фантастична реализација на фудбалерот на Ред Бул Салцбург, кој што на позајмица тука во Лозана го судија Ките. Се чувствуваше дека многу по-офанзивно ќе продолжи Лозана во надпреварот, а еве од реакцијата, одговорот од купата на Вардар. Влегува во игра Димитар Данев, за Вардар од работнички, излегува Диего Кастанеда.
во меѓувреме да го сочува собствениот. Матич, ова е уште една опасна позиција, може да има тука гол, но нема, затоа што Талевски брани. Маневски има простор за контранапад. Маневски го форсира Мато. Стигнува до оваа топка, побрз е Мато од својот чувар. Мато продолжува и се заплетка сега под застана, иако овој дриблинг е успешен, а сега влегува и во 60-тикот. Мато може ли да втор гол? Не! Исклучително жешко и спарно е во Скопје. Омерагич, еве шанса за Мато, 2-2. Ќе оди ли Мато до крај? Вардар има, нема сега за сега. 2-1, има само корнер. 78-та минута започна. Сега е време за втор гол. На толку мешаници. Па спрема е Назер Омер Агич. Реков дека е време за втор гол и еве го победува Вардар во 78-та минута. И самото момче, капитенот на овој клуб, во отсуство на првиот капитен, најави дека посакува уште еден европски гол во неговата кариера и го добива. И го заслужи по сите борби и сите дуели кои што ги доби и ги загуби со Око и со Дусен. Еве го Омер Агич по оној гол во победата од 3-0 тука против Ла Флорита, кога го отвори резултатот во 47-та минута. Втор негов европски гол. Гол кој значи предност, гол кој значи надеж, кој отвара можност и простор за Вардар да верува во пресретна реваншот дека може да ја мине оваа Лозана и да се најде во третото квалификацијско коло. Со многу чувство. Корнер за Вардар, но и така поминува времето на половината на Лозана. Еве удар со глава, завршува крај левата статива. На прва статива, Јанкулов скока, еве го крајот, Вардар победи со 2-1. Во еден добар, неизвесен, променлив надпревар на повеќе од 30 степени тука во Скопје, фудбалерите на Вардар ја запишуваат својата 18-та победа во 75-тиот надпревар во европските купови. Обезбедуваат предност од +1 благодарение на головите на Мато и на Омер Агич од првото и второто полувреме.